Почитувани гледачи, ова е програмата на Канал ВИС и емисијата Визави на програмата на Канал ВИС. Од летово во Струмица треба односно почна да се развива проектот за заживување на законот за пробација на територијата на оваа локална самоуправа, кој што на некој начин илустративно значи осудените лица кои што имаат одлежно, може и поголемиот дел од казната, да стекнуваат нови работни вештини место да добијат условна казна или пак куќен притвор. Не сум многу компетентен, но ова издание на емисијата Визави за и околу законот за пробација и проектот на Зелена лупа. Вечерва во емисијата Визави на програмата на Канал ВИС Нетка Ковачева, адвокат, правник во организацијата на жени кој што е партнер на Сдруженијето Зелена лупа за реализација на проектот за живување на законот за пробација во општина Струмица. Нетке, односно Ковачева, добро вечер, добре дојдовте во студиото. Дадов еден кус вовед во неколку збора, се надевам дека можеби го фатив суштината на законот за пробација, но сепак ќе поразговараме за и околу овој проект, но и всушност што значи тој закон за пробација. Почна ли да заживува законот овде во општина Струмица? Да, од 1 јуни 2019 година ние почнавме со примена преку овој проект за живување на законот за пробација и за сега добро оди. 10 затвореници веќе во рамките на овој проект кој што се на издржување казна затвор во затворот Струмица се селектирани да извршуваат занаечиски работи и ќе добијат сертификати, затворот ќе поднесе барање за да им биде изречена некоја пробацијска мерка согласно законот за пробација и Добро, ќе се навратиме на проектот кој што го се реализира овде во Струмица. На самиот почеток, која е улогата и значењето на тој закон за пробација? Знам дека ЕУ, односно Европската унија, на големо го имплементира овој закон за пробација. Ние се обидуваме овде. Законот е донесен пред повеќе од декември 2015 е донесен. Да. Која е улогата и значењето на законот? Што всушност значи тој закон? Со законот за пробација се дефинираат надлежностите на пробацијската служба и начинот на реализација на активностите на оваа служба. Се поврзани прашањата се регулираат за положбата на лицата кои што издржуваат затворска казна, кои што ќе се извршуваат од страна на пробацијските службеници. Овој закон нема да се применува за сите затвореници кои што издржуваат казна затвор, ќе се применуваат за оние кои што веќе одлежале повеќе од половина од нивната санкција и кои што по правилник на затворската институција имат примерно поведение, имат работни навики, значи за секој затвореник има посебно досие. Но зошто таков закон? Што е бенефитот од имплементацијата или пак кога се имплементира овој закон? Малку да ги илустрираме. Тоа е за да се направи успешна ресоциализација и социјална адаптација на осудените лица во заедницата, наместо со казна затвор да се мотивираат да бидат на слобода, со тоа што ќе им бидат доделени обврски, работни задачи, ќе бидат под надзор на пробацијски службеник и со тоа ќе се намали дискриминацијата на тие лица во општеството, значи ќе бидат вклучени во работниот процес, значи ќе бидат и под надзор на пробацијски службеник, ќе треба да се однесуваат примерно, бидејќи такво ќе биде донесено решението од страна на судот. Значи, целта е да се ресоциализираат во средината и да бидат корисни на заедницата со стекнување на одредени вештини кои што ќе го имаат со тој закон за пробација. Во Македонија формирани ли се тие пробацијски канцеларии или по-конкретно еве во Струмица? Да, уште со самиот закон во 2016 година најпрво е формирана пробацијска канцеларија во Скопје, Велес, Охрид, Прилеп, Битора, исто така и во Струмица имаме пробацијска канцеларија која што се наоѓа во основниот суд во Струмица. Исто така соработуваме со пробацијската канцеларија сега кога го имплементираме овој проект. Така, канцеларија која што не само проектот, туку треба и да го имплементира законот за пробација. 5 години рековте 2015, еве 4 години, наскоро и 5-та година. Се соочува ли овој закон со одредени проблеми и зошто многу малку го слушаме во јавноста да дел од осудените лица бидат опфатени со законот за пробација? Има ли проблеми? За сега во реалноста се уште оди тешко имплементацијата на овој проект.
имајќи го во предвид и кривичниот закон кој што предвидува и алтернативни санкции и мерки кои што се припишани уште во 2004 година, и тоа мерките условен отпуст со заштитен надзор, општокорисната работа и кукниот притвор, кои што како мерки и санкции многу не се изрекуваат, барем на подрачјето на Основен суд Струмица. И затоа оди потешко, бидејќи досега немало соработка ниту со бизнис секторот, ниту со предпријатијата, иако имаат склучено меморандуми за соработка, сепак судот не изрекува такви мерки. Сега со овој проект ќе се направи еден чекор за да може полесно да почне да се примерува тоа, бидејќи е потребно тоа да го согласиме нашето законодавство со европското законодавство и нивните пеналошки стандарди. Така, само јас нешто ќе спомнам, директорот на управата за извршување на санкции информира дека заклучно со 2019 година отворени се 9 пробацијски канцеларии во кои работат 22 пробацијски службеници. Так. За споредба, Естонија, која брои 1,3 милиони жители, што приближно некаде сме тука, иако немаме официјална бројка согласно пописот, во Естонија работат 230 пробацијски службеници наспроти 20 во земја. Тоа е една споредба дека законот за пробација во Естонија е многу длабоко навлез. Така, и секаде во Европа се применува. Ете и ние почнуваме да чекориме по тој пат. Се надеваме дека со примената на локално ниво ќе направиме еден модел, една рамка како тоа да се применува на територија на целата држава. Вика, за успешното реализирање на националната стратегија за реформата на пенитенцијарниот систем во земјава и отварање на нови канцеларии широм градовите во државата и вработување на компетентни лица како социјални педагози, психолози и правници, неопходно е државата да обезбеди и финансиски средства. Дава ли државата за имплементација на овој закон? Тешко. Мене не ми е познато, Така? знам дека ете за овој проект на швајцарска амбасада и Така. да. Ќе зборуваме за проектот. Кој се може да биде? Рековте примерно поведение, но дали може осуденик на тешки кривични дела да биде опфатен со овој закон? Значи моментално во затворот на Струмица има осудените кои што се најмногу до 3 години затвор, така да значи се за полесни кривични дела, сигурно за потешките кривични дела се упатуваат во други казнено-поправни институции. Така. Предпоставам дека и тие може да бидат доколку ја привршуваат и имаат примерно поведение. Не сум сигурен, така, но мене затоа има интересира. пробацијска служба која што ги следи. Кој одлучува, госпоѓо Ковачева, кој осуденик ќе биде опфатен со работни вештини, да биде во тој процес на ресоциализација согласно законот за пробација? Значи ли тоа, извинете, ако евентуално половина казна затвор веќе е одлежал и со пробацијата дека тој ќе биде ослободен или пак оној остаток ќе треба да го одработи како вработен, не знам, малку да... Значи вака. Моментално луѓево се наоѓаат на издржување казна затвор. Од затворската служба се одбираат, нели, по нивните критериуми, по принцип на секое досие, нели, колку има преостанато казна затвор, поведение, значи се одбираат, еве во конкретниот случај, 10 затвореници за овој период. За овие 10 затвореници, службата во затворот поднесува барање за изрекување на пробацијски мерки. Пробацијската служба исто така изготвува мислење, исто го подкрепува мислењето на службата од затвор и потоа судот донесува одлука дали ќе му биде изречена мерка условен отпуст со заштитен надзор. Значи судот ја има улогата, исто така, значи и се поднесува тоа и до јавното обвинителство и јавниот обвинител треба да даде мислење дали го одобрува и тоа, значи ама на крајот судот донесува одлука. Значи судот е тој кој што пресечува кои лица по предлог на дали на пробацијската служба или казнено-поправен дом? Казнено-поправниот дом и пробацијската служба ќе предложат, сепак судот ќе одлучи. Рековте, примерно поведение? Стекнување на работни навики. Не, кој може да биде офатен со закон за пробација? Половина од казната, примерно поведение ги спомнавте на самиот почеток?
Па, со ово, значи и млади луѓе кои што имаат работни навики. Значи, конкретно и лица до 29 години, бидејќи еве пробуваме да оствариме соработка и со Агенцијата за вработување на Република Македонија, бидејќи во оперативните планови имаат предвидено мерки за лица кои што биле на издржување казна затвор, и сега работодавците кои што ќе сакат да запослат лица кои што биле ќе добијат некои бенефиции, ослободување од плати, придонеси, со тоа ќе се мотивираат и работодавците, со тоа и поранешните затвореници, нели ќе се мотивираат да работат, ќе бидат прифатени од општеството, од средината, нема да бидат дискриминирани, ќе си добијат соодветно работно место согласно нивните стекнати занаети и вештини во. Така. Уште една илустрација за да можат гледачите малку да ја сватат тој закон за пробација. Осудено лице има добиено казна затвор од 2 години. Одлежал веќе 15 месеци и казано поправниот дом и пробацијската служба одлучува тој да биде опфатен со тој закон за пробација. Судот дава позитивно мислење, што значи за тоа лице. Во моментов вие преку работни вештини, но ако евентуално со тој закон за пробација дека ќе издржува казната во куќен притвор, или малку да појасниме, останатите на слобода ќе биде. На слобода ќе биде, да. Со тоа што пробацијскиот службеник ќе биде негов надзорник, затоа викаме со заштитен надзор. Тоа лице, значи пробацијскиот службеник неделно, не знам како, ќе се справи извештај за неговата работа, работните навики, како се вклучува во процесот, како е процесот на ресоциализација и неговата адаптација во општеството. Значи на слобода ќе ги извршува, да. Неколку статистички податоци, порталот Либертас вели дека во 2017 само 6 случаи биле опфатени со законот за пробација. Сакам да кажам, во декември излезе со информација дека во 2017 за 5 лица од Скопското апелационо подрачје и 12 лица од другите апелациони подрачја изречена мерка според законот за пробација, но фали унифициран државен регистар на лица на кои им е одредена пробацијска мерка, односно јавно и транспарентно да се утврди и да се искристализира статистиката во однос на досегашното користење на законот. Она што ме интересира, вие работите еден проект со Зелена лупа, односно Зелена лупа со вас како организација на жени, каде што овие лица треба да стекнуваат работни вештини. Но ако не е тој проект, Законот за пробација дали ќе се имплементира по тој принцип што пред малку го спомнав? Осуден на 2 години, имал одлично поведение или? За жал не. Така не е во пракса. Еве сега со овој проект за прв пат почнуваме. Значи основниот суд во Струмица нема изречено такви мерки. Имавме ние и средби, бидејќи се членови и представници од судот во локалното координативно тело за овој проект. Така да многу одамна има случаи кога биле изрекувани општо корисна работа, но во донесувањето на законот до денеска немаме. Значи сега ги правиме првите чекори. Така. И сега да се навратиме на проектот. Спомнавте на почетокот дека стартуваше 1 јуни. 1 јуни 2019 година започна проектот. Кој се го имплементира, колку лица се опфатени, формирано ли е тоа локално? Така, координативно тело. Значи, од 1 јуни започнавме со имплементација на овој проект за заживување на пробацијата во општина Струмица. Рековме дека целта на проектот е да се ресоциализираат и да се адаптираат затворените лица. Целта беше да се формира и локално координативно тело за пробација. Во тоа локално координативно тело учествуваат сите релевантни чинители во општина Струмица, и тоа имаме представници од Основен суд Струмица, од Основното јавно обвинителство, Центарот за социјални работи, од Казнено-поправниот дом, од Агенцијата за вработување, од невладиниот сектор, а исто така и од бизнис заедницата, кои што нели ќе помагаат за да се извршуваат тие мерки и обуки. Овој проект финансиран од Швајцарска амбасада, од Civica Mobitas, и благодарение на нив 16 месеци ќе се работи во казнено-поправен институција затвор Струмица. Ќе биде офатен на 30 затвореници во 3 фази. Значи, еве сега завршуваме со првата фаза, одберени се 10 затвореници. Денеска баш имавме локално координативно тело, ни беше доставен список од 13 лица, од кои 10 беа најкомпетентни, кои што работеле на
задачите биле обучени, сите овие лица ќе добијат сертификати дека имат завршена обука, сертификатите ќе им бидат доделени кон крајот на ноември, почеток на декември сега 2019 година. И откако ќе им бидат доделени сертификати, започнуваме со новата фаза на други 10 затвореници кои што ќе работат. Така, а колку што ве разбрав, 10 лица кои што се селектирани сега ќе изучуваат одредени вештини таму во затворот или во посредство со бизнис секторот? Така. Значи во затворот овие 10 затвореници учеа занает изработка на бекатон плочки од страна на наш партнер, приватна компанија. За потребите на овој проект беа обезбедени градежни материјали, значи бетонска мешалка, калапи за бетон, таа опрема што е потребна, ХТЗ опрема и други материјали кои што се потребни. Исто така беше обезбеден и инженер, обучувач кој што ќе им покаже како се изработуваат тие материјали. Знам дека беа изработени и вичњаци за тротоари и бекатон плочки, кои што дел од овие материјали ќе се користат во затворот за поплочување таму на теренот во затвор Струмица, а некој дел од материјалите ќе и бидат дадени и на приватната фирма. Она што сакам да кажам дека ќе им бидат дадени сертификати. И доколку на овие 10 затвореници им биде изречено сега ќе се поднесат барања за условен отпуск, значи со соработка со Агенција за вработување, Комора на занаетчи, тие ќе бидат пријавени како активни баратели на работа и ќе можат да аплицираат за некоја од мерките за согласно оперативниот план. Конкретно, еве, фирмата која што соработува во овој проект, доколку има потреба од работници, може да добие и како ги викаат, бенефиции, субвенции за државата за вработување. Така? Значи може доколку оперативниот план со тој сертификат што го добиваат, имаат некоја предност во однос на другите вработени и како затвореници, бидејќи за таквата категорија на лица е предвидено мерки. Но да прецизираме, за овие 10 лица веќе со добивањето на сертификатот и кога судот ќе одлучи дека тие можат да бидат офатени со законот за пробација, можат остатокот од својата казна затвор да го извршат на слободно. Да го извршат на слободно, но при тоа и да бидат активни на пазарот на трудот. Така, да. Па тоа е целта. Да, со оглед дека оперативниот план е завршен. Може ли веднаш овие лица да бидат вработени доколку има потреба пак бизнис секторот, вклучена и фирма? Тоа го дискутиравме денеска. Директорот на Агенција за вработување рече дека оперативниот план за 2020 се уште не е донесен, можеби кон крајот на февруари. Меѓутоа, неизрекувањето на мерките не оди така едноставно. Можеби сега ние ќе поднесат они мерка, судот нема да одлучи веднаш. Кон крај на декември па ќе чекаме да истечат роковите за жалба да стане правосилно и можеби ќе се поклопат баш кога ќе излезе оперативниот план и баш ќе се искористат и овие мерки, но исто така, иако не постојат мерки, може да бидат ангажирани и од други работодавци кои што имаат потреба за со оглед дека веќе имаат и сертификати кои што покажува дека имаат стекнати нови вештини. Тешко ли беше да се најде фирма, приватен бизнисмен кој што ќе се вклучи? Сепак да бидеме реални, Ковачева, кога ќе спомнеме зборот затвореник, некако имаме на одбрамбен систем кон нив. Може би една од целите или подцелите на законот за пробација е да не бидат отфрлени од општеството овие лица. Така. Не беше лесно да се најде, меѓутоа еве оваа фирма која што работи се согласи да ги изврши тие обуки, дури одстапи инженер кој што ќе им покаже како се изработуваат тие калапи и вечњаци за тротоари. Меѓутоа, луѓево и фирмите се уште имаат предрасуди во однос на затворениците и затоа е тоа да се поттикнат и бизнис секторот и бизнис заедницата да постапуваат со еднаков третман према сите лица. Така, бидејќи секој може да сгреши. Рековте 10 лица веќе ја завршиле обуката, проектот трае 16 месеци. Кога се планира да бидат селектирани втора група на затвореници од 10 или како? Мислам дека беше 3 пати по 10. Така, да, 3 пати по 10. Сега завршуваме, значи очекуваме почеток на декември да завршиме со првата група и се започнува со втората група, значи околу 6 месеци исто трае обуката и на вторите и
А да разграничиме за првите 10 затвореници веќе се вклучени во обука или? Така, да, веќе им е завршена обуката. Тие И им веќе, биде, значи, значи... веќе има изработена и готови производи, се наоѓаат во затворот. Ние имавме состанок на локалното координативно тело на лице место, видовме како работат, како ги извршуваат работните обврски, видовме што е изработено. Исто така и од страна на основниот суд и од основното јавно обвинителство дојдоа, видоа на лице место што се работи, за да им биде јасно како функционираат работите и во затворот, не само на хартија, туку и на лице место. Лично ме интересира, имавте ли можност да разговарате со затворениците и што велат оние за овој проект? Значи тие работе, значи немавме контакт. Мислам, имавме контакт, меѓутоа никој не, можеби тоа им се правила да не разговара. Што велат од Казнено-поправниот дом за ваквиот проект кој што го реализирате и впрочем законот за пробација, сметат ли дека и тие, бидејќи тие мора да бидат вклучени во имплементацијата на законското решение, но тие како го... Па, многу добро го прифатија и проектот и се овие активности, бидејќи туку многу голем дел од овие работни активности кои извршуваат ќе бидат и за потребите на затворот, ќе се поплочи целиот патеките кои што се од песок. Подобро е, да, и едноставно ќе се мотивираат и затворениците дека ете постојат мерки кои што може да ги искористат, па ќе бидат мотивирани да бидат со подобро поведение, да може. И сега за овие 10 лица, колку што ве разбрав, Струмичкиот затвор, заедно со пробацијската канцеларија поднесуваат предлог до судот, а ќе биде информирано и јавното обвинителство, така, за да се донесе одлука за нивно ослободување. Така, условно ослободување. Условно ослободување. Што значи тоа? Тоа значи дека доколку во периодот на проверување кога е под заштитен надзор, значи направи ново кривично дело или на друг начин се огреши, дека повторно ќе биде вратен во казнено-поправниот. Така. Законот за пробација предвидува можности сторителите на полесни кривични дела и лица кои одлежеле половина од казната и сакаат да се ресоциализират. Тоа не ме прашав. Ова е задолжително или пак сепак мора да дадат согласност самите затвореници дека сака да бидат опфатени? Така, да. И тие треба да дадат согласност дека имаат желба. Па тоа се гледа и од нив на самиот придонес. Ние имавме обуки со Агенција за вработување и пробацијскиот службеник им го објасни законот за пробација и директорот на Агенција за вработување им ги објасни мерките. Значи се виде кои од затворениците имаат интерес, а кои го напуштија тоа предавање. Има старосна граница, извинете, Ковачева? Па има старосна граница, бидејќи треба да бидат работоспособни. Значи во затворот има луѓе и со поодминати години, значи да бидат работоспособни некаде 30, 35, 40. Да, значи и преку вештини знаење директно да се вклучат во заедницата, сакав да кажам, заради што тоа е пред се за млади лица, така. Бидејќи мерките во Агенција за вработување потоа се однесуваат за... Вели вака, законот кој што полани почна да се имплементира, има за цел рестриктивна примена на казната затвор, оставајќи ги осудените лица на слобода, изголемувајќи нивната лична одговорност за добро поведение кон општествената заедница. Значи, дека со овој закон за пробација некако ги мотивирате и лицата кои што се во затворите да се покажат со едно примерно поведение. Така, да, па тоа е за сите, на еден тест за сите, како за затворениците, така и за службениците. И законот за пробација е исто така битен и за судовите и за обвинителството. Доколку секаде функционира во Европа, зошто да не функционира и во Македонија? Да, па самата констатација дека во Естонија има 230 пробацијски службеници, а кај нас само 22, доволно зборува фактот колку лица се опфатени таму. Ќе се растаретат и затворите доколку нели се Сега знаеме дека капацитетите на затворите се ограничени, нема места во Струмичкиот затвор, се градат и нови кели. Така да со законот за пробација нели ќе се растаретат затворите, нема да има за полесни кривични дела. Интересен податок, кога сме веќе кон тоа, Телма телевизија вели вака во Германија, сепак е истражување, во Германија, која важи за една од најразвиените европски земји, околу 70% од осудените лица на казна затвор, казната издржуваат надвор од затворот, додека пак во нашата држава има само еден таков пример на затворени хотели. Еве сега ќе се надеваме дека ќе имаме и повеќе, можеби студот
им ги усвои предлозите на сите 10 лица, па ќе пишуваме историја. Така. Она рековте дека наскоро ќе почне обуката и на втората група од 10 затвореници, кои 6 месеци ќе помина на втора обука, па доаѓаат и третите. Така. И завршува проектот после 16 месеци. Така. Што понатаму? Еве сакам сега да споменам дека од 1 ноември започна и друг проект кој што ќе се работи на апелационо подрачје Штип, значи опфаќа тука 18 општини. Овде е за вмрежување на сите институции, на сите затвори, и ќе трае 2 години. Значи кога ќе заврши овој проект, се уште ќе имаме проект, значи што ќе биде поддршка повторно на затворите, на судовите, на обвинителството. Значи уште ќе се даваат насоки и ќе се притиска законот за пробација да се применува, и тоа ќе биде еден тест период да видиме дали навистина ќе се пројави свеста кај нашите институции да се работи. Добро, мислам... Исто ќе го работи Зелена лупа. Да. Апелацијскиот подрачје, но еве вака размислувам каде се имаме затвори, бидејќи... Значи, да, тоа се значи Струмица и Гевгелија имаат затвори. И Штип како... Така, и Штип, поголема... и Штип, со тоа што се предвидува во овој период да се отвори и пробацијска канцеларија во Кочани. Тек има отворено во Струмица, има отворено во Штип, сега ќе се отвори во Кочани, така да и тоа подрачје горе ќе се разработи. Така. А во Гевгелија, со оглед дека имаме таму затвор, ќе има пробацијски... Мислам дека има пробацијска служба во Гевгелија. Така, и веќе, значи, со овој проект се планира надоградување... Така, вмрежување на сите затвори, на сите судови, обвинителства, на апелационо подрачје, да се мултисекторски работи, да може, нели, полесно да се изрекуваат овие алтернативни мерки кои што се предвидени во Казнениот законник, со цел заживување на законот за пробација. Ковачева, што велат, се сте ви од оваа страна, не сте од страната, но кога веќе разговарате на едно вака локално тело овде во Струмица, нели, за заживување на законот за пробација во Струмица, сега зборувате за вмрежување на сите институции на подрачјето на апелацијскиот суд Штип. Како реагираат судовите, јавните обвинителства, полицијата? Сепак, нели, тоа се... Така, сите се отворени за соработка и мене тоа ме радува. Значи, мислам дека ќе има ефект. Има интерес кај институциите да заживе целосна имплементација на законот за... Сепак треба и осудените лица да се покажат за да ги заслужат тие мерки. И да се вратиме повторно кај осудените лица, еве кога го имплементирате тој закон, предлогот тоа го одлучува казнено-поправниот дом врз основа на оној критериум примерно поведение, излеже одработена, одлежена половина од казната, полесни дела направени прекршок. Може ли да се случи да има поголем интерес од страна на ваквите, мислам затворениците, преку тој закон за пробација да се дојде полесно на условна слобода? Така, тоа не можам да го кажам, не знам како ќе биде, значи еве со овој проект се мотивираат, нели, затворениците да се покажат со добро поведение и целта е да се оттргнат од понатамошно извршување на кривични дела. Значи, кога ќе се вклучат, кога ќе се адаптираат, ќе се овозможи еден процес на ресоциализација во општеството, ќе бидат прифатени, но да не вршат и понатаму инкриминирани действија. Така, имавте ли проблеми во овие неколку месеци од имплементацијата на проектот овде во Струмица? Не, за сега проектот оди навистина добро. Така. Имаме одлична соработка и од затворот, и значи локалното координативно тело еднашка месечно се состанува, се дискутираат проблемите и се решаваат сите проблеми, така да досега еве сега очекуваме да се доделат сертификатите и да почнеме со втората група од 10 затвореници. Јавно ќе биде доделувањето сертификати или сепак со оглед дека доаѓа на ранлива категорија, па самото етикетирање може и повторно? Да, тоа ќе биде извршено во затворот, меѓутоа Зелена лупа ќе го проследи тој момент и ќе го сподели со вас. Така. Зелена лупа не е само активна овде во Струмица и во Југоистокот. Во последно време некако Зелена лупа стана активни, иако не сте вие од Зелена лупа, доаѓаат од организација на жени, да ги следи и сите оние судски процеси на ниво на државата. Имате сознание зошто?
Па, значи, Зелена лупа е ориентирана баш на тоа поле да работи во областа на правото и сега е сконцентрирана на законот за пробација. Секако во фокус се и сите актуелни случувања во кривичното право во Скопје. И само за крај, Ковачева, ако немате нешто да додадете, лично вие, што очекувате со реализацијата на овој проект? Еве, вие сте правник, сметате ли дека ова е една иницијална капица дека може законот за пробација да донесе квалитетни личности кои што веќе се одлежеле казната затвор или пак нели делумно одлежеле казната затвор, добро ресоциализирани, растеретување на казнено-поправните домови од напливот на затвореници. Очекувам дека и повеќе приватни фирми да се јават, да пројават интерес за изучување и на други занаети, не само за бекатон плочки. Очекувам да се вклучат и јавните предпријатија за користење на алтернативната мерка општо корисна работа, бидејќи сметам дека и таа алтернативна мерка треба да се вметне, не само условниот отпуст со заштитен надзор. Мислам дека имаме добро подготвен терен за да се протне законот за пробација и да почне од хартија и на терен да се спроведува со тоа што нели ќе се спроведе и ќе се јагне соработка со институциите и со сите засегнати страни и со тоа ќе се доближиме кон стандардите на пеналното право на Европска унија. Малку зашта пред малку дали фирмите кои што ќе бидат вклучени во еден таков проект или во ајде не кажам законот за пробација, него во ваков проект тие ќе добиват и одредени, ќе бидат во предност пред останатите фирми при искористување на мерките за вработување на лица од оперативниот план. Мислам дека немаат предност, бидејќи исто агенцијата за вработување си има други критериуми, гледат нели во завршните сметки дали оствариле добавка, дали ги задржале работниците, дали им отпуштување, значи за тоа се одлучува агенција за вработување. Меѓутоа, за да се обучат нели затворениците, потребно да склучат некој меморандум за соработка со затвор Струмица, за да може да се изучуваат и други занаети. Тоа е добро за нив, бидејќи нели некои од материјалите што ќе ги изработуваат ќе ги користат и фирмите. А потоа обучените работници можат и без мерки да си ги вработат така обучени за нивните потреби. Така, но со оглед дека покажуваат обштествена така, придонес даваат во заедницата. Така, па тоа сакав да кажам, дали со креирањето на тој оперативен план за идната година може сите заедно да помогнеме ете да се заживее законот за пробација. Вие верувате? Па верувам, да. Да, со оглед дека сте правник. Ковачева, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата Визави. Се надам дека гледачите имаа можност да разберат што всушност значи тој закон за пробација, дека може со овој закон, доколку бидат примерни, половина од казната ја одлежат, дека може да бидат на условна слобода и да бидат вклучени во одредени проекти, а со тоа стекнување одредени вештини и поконкурентни на пазарот на трудот. Благодарам уште еднаш што бевте дел од емисијата. Вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кој што не следевте. Ова беше Нетка Ковачева, адвокат, но и правник во Организацијата на жени, кој што е партнер на граѓанското здружение Зелена лупа, кој што го имплементираат проектот за живување на законот за пробација во општина Струмица со поддршка на Civica Mobitas, швајцарската агенција, така? Да. Благодарност уште еднаш, секој добро.